Академик Серафимовски, ова е ваш подарок на државата, на Македонија, на македонците, на Ману. Тоа беше изложба, наречена изложба за навек на академик Томе Серафимовски. И сега во подготовка е ова Пацио Серафимовски, наречено, кој всушност останува тука во Ману. Добро, рековте со една забелешка, ово е подарок за навек на Македонската академија и на македонскиот народ и македонската држава и на сите што живеат во Македонија. Овој простор беше овде слободен и таа изложба која беше пред година и пол овде отворена во салонот на Македонската академија, сега делумно од таа изложба која беше поставена таму, нели, во изложбениот салон, сега ја поставуваме во овој простор. И сега вие дојдете во една работна атмосфера, не работите, овде не е готово. Ова треба уште 2 месеци да се работи за да биде завршено. Овде треба да се заврши уште постаменти, да се заврши хортикултурни захвати, да се завршат некои детали, тука ќе има една голема тенда, тука ќе има простор за прием на гости и така натаму, нели. Така да ова ќе биде една презентација на скулптурата на Серафимовски од изложбата која носеше наслов Подарок за навек. Сега всушност јас сакам да ја дополнам таа идеја, тој подарок за навек. Ја всушност сега овде дел од таа изложба поставувам која порано ја имав исто како изложба во Ману, па потоа имав во Софија, па имав во Белград, па сега веројатно ќе оди во Тирана и ќе оди во Подгорица, можеби у Загреб. Тоа е циклусот Балканското созвездие. Во тоа Балканско созвездие тука се 10 народи, 10 држави од целиот Балкан и одредени личности што сум ги избрал со одредени интелектуалци од Хрватска, од Србија, од Македонија, исполнивна сугестија и по моја се разбира, да од сите нации и народи од Балканот се најдат тука во оваа збирка и тоа всушност ќе биде една мини поставка на Балканското созвездие. Македонија со кого е представена? Македонија, знаете, представена Македонија. Речеме, као тука ја постави централна скулптура светите браќата Свети Кирил и Методи и портретите на светите браќа Кирил и Методи. Нормално до нив е веднаш Свети Климент и тамо позади се наоѓа овој портретот на Ѓорѓе Пулевски од 19 век, тамо во Мермер го гледате. Меѓутоа јас го имам тука и Терпео, ја имам тука идејното решение од споменикот Скопје 63 од земјотресот. Така да тука се Константин Преславски, тука е Вук Караджич, тука е Достој Обрадовиќ, тука е тамо Мирослав Крлежа, тука е Скендербек, тука е Кемал Ататурк. Така да тоа е он Александру Куза од 18 век, тој е основачот на романската држава. Тој е прв владар на Романија, кој ги обединил Молдавија и Романија и кој прв во 18 век се обратил до романскиот народ со браќа румуни. Добро. Го гледам академиче Славко Јаневски. Да, тука е Славко Јаневски, за мене е неизбежен Славко Јаневски, затоа што тој, ја го сметам за еден од најголемите балкански, европски и светски можеби поети и творци, тој неизбежно има свое место, иако он во општиот циклус во Балканското созвездие не е поставен, туку во оваа поставка како интима, он е тука поставен како интима, а и мојот автопортрет, ја се сметам себе си не за представник на Балканското созвездие, ама како автор на оваа поставка, мислам дека заслужувам да бидам тука представен со еден свој автопортрет. Добро. Блаже Коневски? Блаже Коневски не е тука поставен, не може да поставам, тоа би морало да имам тогаш едно македонско созвездие, знаете. А тоа е, мислам, сосема друга задача. Вредно е да се тука спомне, например, еден Евлија Челебија. Например, еден Евлија Челебија кој е представник, да речеме, ајде, на турската цивилизација, на турскиот народ, еден од најголемите светски патници, кој пришол од Каиро па се горе до Данска, до Копенхаген. Пешачел 40 години, бил патеписац, еден од најпознатите интелектуални образовани патеписци на Турската империја, нели?